зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Откри како да го смалиш твојот проблем. Понекогаш си мислам дека забораваме на каков Бог му се молиме. Дали си спомнуваме дека тој е оној кој ги создаде небото и земјата? По нашиот чудесен свет се возбудувам кога гледам величинствени планини со снег на врвовите. Или ливада со диви цвеќи. Ноќе, убавината на полната месечина ми го запира здивот. Понекогаш се восхитувам кога ќе видам едно единствено растение што успеало да никне и преживее меѓу пукнатините на тротоарот. Потоа тука се наоѓа чудесниот животински свет. Например, птиците ткајачки кои знаат да искаат тривки за да направат гнездо во облик на плоснат шише, заедно со сите други неверојатни особини што ги вградил во животинскиот свет што ги создал. Али некогаш се прашуваш како Бог ја динамизирал поларната рибарка која може да лета од северниот кон јужниот пол и назад секоја година, растојание од околу 40.000 километри. Бог исто така овозможува земјата да кружи околу својата оска поеднаш секој ден. Тоа значи дека кај екваторот таа ротира движејќи се приближно со околу 1670 км на час. Во исто време, земјата ротира околу сонцето еднаш годишно, движејќи се со брзина од речиси 107-826.000 км. А сепак Бог ја дизајнирал гравитацијата на таков начин што нема да излетаме од површината на земјата, иако се вртиме со таква вртоглава брзина. Бог кој го дизајнира нашиот величествен свет е Бог на кој му се молиме. Кога се соочуваш со тешкотија за која не гледаш решение, одвој време да размислиш за се што тој создаде. Сигурно ако можеше да го создаде нашиот свет и се што постои во него, тој може да ги реши проблемите со кои се соочуваме јас и ти. Како што вели Псалм 124. Нашата помош е во името на Господа, кој ги создаде небото и земјата. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.